На девојката и беше препорачано да ја носи бременоста се до крајот и потоа да го даде на посвојување доколку сака. Сепак тука треба да се напомене дека се работи за 16 годишно девојче кое што одеше во училиште, кое што немала пристап до здравствени и репродуктивни услуги, бидејќи знаеме дека во Шуто Оризари долг период немаше матичен гинеколог. Како што каже претседателката на комисијата, на првостепената комисија, дека таа не може да стави инекција на срцето на бебето преку стомакот на мајката, кое што е морфолошко здраво. Беше кажано од членови на комисијата и од здравствените работници дека не е ништо страшно што таа има само 16 години, бидејќи голем дел на ромки, млади стануваат мајки, односно може да стане и на 16 години мајка, не е толку страшно. Не е прв таков случај да се случува. Сепак тука станува збор за не толку добро ситуирано семејство, кое што имат и останати деца за кои што треба да се грижат и да бидат вклучени во образовниот процес, и тие се распрашува за прекинување на бременоста во приватните клиники. Тука што се наоѓаат во Скопје, каде што им беше кажано дека може да се прекине бременоста без разлика на тоа што е во 22-та гестацијска недела, но треба да се плати енормна сума на пари, до 10.000 евра, кои што таа сума родителите на оваа девојка не беа во можност да ги соберат. Цела заедница всушност ја осудуваше. Тоа може да се заклучи и по објавување на нејзината сторија на нашите социјални мрежи, односно на Facebook, кога беше споделена нејзината сторија, каде што може да се заклучи дека има голем број на негативни коментари и обвинување на самата девојка која што е жртва на системот и тоа што таа немала сексуално образование во училиште, каде што таа не знаела како да се заштити, а влегла во сексуални односи, но не знаела како да се заштити. Сето тоа доведува до несакана бременост и до можеби до несакан абортус или пак до несакани одлуки кои што ќе влијаат многу негативно во животот на секоја една млада девојка. Потоа секако следуваат тука и најважната дискриминација, односно од самата држава и од институциите кои што наместо да ја поддржат и да ја го олеснат животот, тие уште повеќе придонесуваат кон намалување на сите шанси за живот на една млада девојка ромка која што сака да се образува, која што сака да влезе на пазарот на трудот, која што сака да има еднакви права и можности и со останатите девојки. Жените од Шуто Оризари немале пристап до матичен гинеколог во нивната општина и затоа биле приморани да одат во други општини, каде што таму се соочувале со друга дискриминација, каде што матичните гинеколози не сакале да ги примат под изговор дека квотата им е пополнета и дека не може да ги стават како нивни пациентки. Потоа им било наплатувано и покрај тоа што не треба да им биде наплатувано, и тука ромките се соочуваат и со финансиски проблем, каде што треба тие да ги платат и прегледите кои што не треба да ги плаќаат бидејќи им следуваат бесплатно и покрај тоа што треба и да одат до тоа место бидејќи сепак се наоѓа во друга општина.